Израелската војска ги зголеми своите воздушни напади врз Газа, уништувајќи цели населби среде очекувањата за израелска копнена офанзива. Во услови на страф од избувнување на поширока војна, координаторот на Советот за национална безбедност на Белата куќа Џон Кирби рече дека нападите врз интересите на САД во регионот се зголемени. Знаеме дека Иран продолжува да ги поддржува Хамас и Хезболах. Знаеме дека Иран внимателно ги следи овие настани, во некои случаи активно ги олеснува овие напади, потикнува други кои можеби сакаат да го искористат конфликтот за свој или за доброто на Иран. Знаеме дека целта на Иран е да одржи одредено ниво на негирање овде, но ние нема да им го дозволиме тоа. Исто така, нема да дозволиме каква било закана за нашите интереси во регионот да остане неоспорена. Во неделата, американскиот секретар за одбрана Лојд Остин зборуваше за ABC, велејќи дека САД го засилуваат своето воено присуство на Блискиот Исток. Како што знаете, неодамна видовме ракетни и напади од беспилотни летала врз базите во кои се сместени нашите војници во Ирак и во Сирија. Загрижени сме за потенцијална ескалација. Всушност, она што го гледаме се изгледи за значајна ескалација на нападите врз нашите војници и нашиот народ низ регионот. Поради тоа ќе направиме се што е потребно за да осигураме дека нашите трупи се во добра позиција и оти се заштитени. По нападот на 7 октомври врз Јужен Израел од страна на палестинската милитантна група Хамас, при што загинаа повеќе од 1400 израелци, во нападите на Израел врз Газа загинаа најмалку 5000 палестинци. Обединетите нации и хуманитарните групи повикуваат на хуманитарна пауза во борбите. Ова го кажа во понеделникот портпаролот на Стейт Департментот Метју Милер. Секој прекин на огнот ќе му даде на Хамас способност да се одмори, да се обнови, да се подготви да продолжи со терористички напади против Израел. Шефот за надворешната политика на Европската Унија Жозеп Борел во понеделникот изјави дека верува оти лидерите на групата ќе го поддржат повикот за хуманитарна пауза за да се дозволи помошта да влезе во Газа. Хуманитарната помош продолжи да тече во Газа додека влегоа уште камиони со помош. Но недостигот на гориво за испорака се заканува да ја запре операцијата, додека повеќе од 2 милиона опколени палестинци чекаат помош.